Во оваа лекција ќе зборуваме за тоа што представуваат криптоменувачници, какви типови постојат, кои се нивните сличности и разлики и како да одберете правилната менувачница која најмногу ќе одговара на вашите потреби. Почнуваме со тоа што се криптоменувачници. Тоа се платформи преку кои корисниците можат да купуваат, продаваат или тргуваат со криптовалути, најчесто користејќи фиат валути или други криптовалути како што се стейблкоините USDT, USDC и слично. Тие се како еден мост меѓу традиционалниот финансиски систем и светот на дигиталните пари. Без менувачници, купувањето крипто би било многу посложено, бидејќи ќе требаше директно да најдете човек што продава, да се договорите за цена и начин на плаќање и да му верувате дека ќе ви испрати крипто. Со појавата на криптоменувачниците, целиот тој процес стана едноставен, безбеден и автоматизиран. Имаме повеќе типови на криптоменувачници. Имаме централизирани и децентрализирани менувачници. Иако двете служат за истата цел, купување и продажба на крипто, разликите помеѓу нив се многу важни, а сега ќе се осврнеме на некои од нив. Прво, централизираните менувачници се најпознати за многу луѓе, а посебно за новите кои влегуваат во крипто. Тука имаме некои звучни имиња кои сигурно ги имате слушнато, како што се BingX, Binance, Coinbase, Bybit и други. Овие платформи се нарекуваат централизирани затоа што имаат централен систем и компанија која управува со средствата, со трансакциите и безбедноста на самата менувачница. Некои од предностите на централизираните менувачници се следниве. Тие се едноставни за користење и се идеални за почетници. Нудат различни алатки за тргување, графици, P2P платформи, фьючерси и така натаму. Постои корисничка поддршка и систем за решавање проблеми доколку ги имате. Имаат повисока ликвидност, што значи побрзи и постабилни трансакции. Исто така ви нудат можност за тргување со фиат валути како што се евра, долари и слично. Но централизираните менувачници имаат и своји недостатоци. Средствата се чуваат на платформата, што значи дека вие технички не ги држите приватните клучеви и немате целосна контрола над вашите средства и поради одредени причини тие може да бидат замрзнати и со тоа може да изгубите целосен пристап до нив. Многу централизирани менувачници исто така бараат KYC процес, идентификација, што е во спротивност со самата идеја на крипто. Исто така има и поголема можност од хакирање и со тоа губење на вашите средства. Тоа се некои од главните карактеристики на централизираните менувачници. А сега малку ќе објасниме и за децентрализирани менувачници. Тие се помалку користени од корисниците и за нив сигурно поретко ќе слушнете. Такви примери се Uniswap, PancakeSwap и од поновата генерација Hyperliquid и Aster. Овие менувачници немаат централен посредник. Се случува директно помеѓу двајца корисници преку паметни договори наречени smart contracts. Предности на овие менувачници се следниве. Имате целосна контрола врз вашите средства, не ви е потребен KYC или никаква централизирана верификација за таа менувачница, но децентрализираните менувачници имаат и некои недостатоци. Тоа се потешкотии и се покомплицирани за користење за почетници поради нивниот начин на функционирање. Има поголем ризик од технички грешки, немате поддршка, ако направите грешка тогаш нема враќање и целата одговорност е секогаш ваша. И тука доаѓаме до прашањето зошто почетниците секогаш почнуваат на централизирана менувачница. Најголем дел од новите инвеститори почнуваат токму на централизирана менувачница бидејќи процесот е едноставен и интуитивен. Платформите често пати имаат едукативни материјали, туторијали и поддршка за се што ви треба, трансакциите се брзи и безбедни, нема потреба од дополнителен wallet или никакви апликации во самиот почеток, може лесно да префрлите средства, да купите крипто и да тргувате со неколку кликови без никакви комплицирани процедури. И токму затоа, во Велдекс Академијата, сите први чекори ги учиме преку BingX, една од најстабилните и најпрофесионални платформи за тргување во светот, а за тоа ќе ви објасниме подетално во наредната лекција, кога практично ќе ви покажеме како се креира сметка на менувачница. И да направиме еден заклучок. Криптоменувачниците се основа на целата криптоекономија. Без нив, пристапот до криптосветот би бил многу потежок. Како што расте индустријата, расте и бројот на менувачници, но не сите се сигурни и професионални. Затоа,
Пред да се избере менувачница, треба добро да се провери нејзината репутација, регулаторен статус и нејзините безбедносни механизми. Ние ја одбравме Bingix затоа што ги исполнува сите потребни услови и има доста предности во однос на другите менувачници. И затоа целиот практичен дел ќе го работиме преку Bingix, каде што ќе научите како се отвора сметка, како се прават депозити, како се купува крипто и како безбедно да тргувате. Подгответе се, затоа што во следната лекција, чекор по чекор, ќе научите како да ја отворите вашата сметка и како да го сетирате вашиот акаунт.